По вестите во 8:30 и по блокот на реклами се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија, меѓутоа овој пат видно разубавено, а разубавено е со прекрасните украси и уметнички слики од нашата и ваша утринска гостинка, господја Гочевска Марика, основач на Мандала Меджик, изведувач на овие прекрасни украси и прекрасни уметнички слики кои што наскоро ќе ги видите и воедно медицинска сестра во Општата болница од Прилеп. Господјо Марика, добро ви утро. Добро ни дојдовте од Прилеп, од градот под Марковите кули. Се надевам дека убаво пристигнавте во нашава телевизија, убаво поминавте по пат. Да, јас благодарам на поканата. По патот поминавме супер. Се беше во најдобар ред. Ви благодарам што стаставте на време во нашата емисија и навистина студиото ни изгледа прекрасно со овие преубави украси, со преубавите уметнички слики кои што нашите гледачи може да ги видат. Јас веднаш додека си разговараме во текот на разговорот ќе повикам еден од вас, почитувани гледачи, да ни се јави на нашите телефони. Еден гледач ќе вклучиме во линија и еден од вас ќе биде добитник на овие навистина преубави украси кои што се пред нас, кои што може да ги видите, а тоа е техника мандала. Господја Марика ова утро ќе ни каже се за мандалата. Значи за почеток веднаш ми се надоврзува прашањето што е мандала и за каква уметност станува збор. Зборот мандала во превод значи круг. Инаку мандалата представува геометриска форма која што го представува универзумот, целокупноста, хармонијата и бесконечноста. Мандалата во последно време има широка примена како арт-терапија, се користи како антистрес терапија и во уметност. Така. Овдека ние имаме подготвено и фотографии. Јас ќе замолам режијата да ги проследиме веќе и фотографиите и потоа ќе си го чекаме гледачот додека ние се зборуваме за оваа техника мандала. Самите кажавте дека мандалата е веќе одат на телевизија, ова се ваши изработки, ваша уметност. Тоа е една техника со точки, така? Ако сум еве кажете вие каква е техниката на изработка на едно уметничко дело со мандала? Изработката на мандали со техника точки представува многу креативна уметност. Уметност која што бара целосен фокус. Тоа значи трпение, прецизност и сето тоа не доведува до целосна присутност во сегашниот миг. Сигурно предпоставувам и смиреност. Треба да бидете смирени, да бидете доста концентрирани, бидејќи се сликаат точки, така? Уметност на сликање. Точка по точка. Значи, целиот дизајн на сликата е изработен точка по точка. Смиреност. Нормално дека следува смиреноста после концентрацијата заради таа прецизност. Значи, ние во тој миг си го постигнуваме мирот само што ќе се постави точката на средина, центарот на мандалата и потоа креирањето на самата креација представува само редење точки во круг. Значи, секој модел на мандалата е изработен од кругови. Со секој круг се формира модел. Значи, ако добро ве разбрав, се почнува со круг на средина. Се почнува со една точка на средина, како центар на мандалата, и потоа ве води инспирацијата или како потоа настанува едно уметничко дело? Значи, сето тоа е случување во моментот. Значи, во моментот инспирацијата како ви доаѓа? Да, во моментот доаѓа идејата за моделот што сакам да биде насликан, а претходно ги избирам нијансите на боите. Така. Најчесто цртате што? Најчесто цртате цвеќиња. Што е вашиот мотив, која е вашата идеја? За моите мандали мотив е цветот. Така, еве ги гледаме фотографиите кои што се. Во секоја мандала основа и мотив представува цветот како символ на раст, напредок, развој. Така. Значи, почнува се од круг и потоа се развива едно уметничко дело. Делот овие слики кои што можат нашите гледачи да ги видат во моментов, ние ги имаме и во студиото како украси. Еве токму еден од овие украси кои што веќе ги гледате во моментов ќе биде
мислам дека токму зелениов рековме, така? Да. Еве, овој украс овде ќе биде подарок до нашиот до оној гледач кој што ова утро ќе ни се јави во програма во живо. Дали може би имаме некој на линија? Јас веќе слушам. Добро утро. Добро утро, убав ден, сте најубаво. Исто и на вас убав поздрав до вашето студио и вашата куќа Алфа, зашто секогаш сте вие први во секој поглед и многу гостопримливи. Бевме нешто ние во вашето студио, мислам вашата телевизија, бевме многу пречекани и стварно сте единствени во Македонија. Од друга страна, вашата гостинка феноменално, која е способна за се, да работи професионално како медицинска сестра, а и ова цвеќињата, ова е нешто најубаво што може на човек да му се случи. Дали одржувањето или одгледувањето на цвеќе или цртање, тоа е нешто воодушевување и среќа за секој човек што ќе го има овој подарок што ќе го даде вашата гостинка, али стварно нешто човек да се воодушеви и да биде среќен. Денеска ми го направите денот среќен и убав. Многу ми е мило и драго што токму вие сте добитник на, еве, јас ќе ја покажам, тоа е ова зелена мандала, срце, со преубав цвет, бидејќи сте љубител на цвеќето, сте наш верен и редовен гледач. Јас ќе ве замолам само да ги оставите вашите податоци, име и презиме и телефонски број во режија. Јас веднаш по завршувањето на емисијата ќе ве контактирам и ќе се договориме како и каде да си го подигнете овој навистина прекрасен, преубав и драгоцен подарок од нашата Марика. Марика, кажавме дека ваша инспирација е секогаш цвеќето. Вие пред да започнете да се занимавате со мандала, цртавте и сликавте пейсажи. Сликав пейсажи, посебно ружи. Поединечни ружи на слики. Идејата за уметноста со мандали не беше моја, морам да признам. Знаете, во време на короната, затворени. Идејата беше на син ми, вика, ти толку многу време сликаш, толку многу сати посветуваш на сликањето, зашто, вика, не пробаш техника, што е многу релаксирачка, вика, барем, вика, че имаш и друга придобивка. Едноставно, почнав да следам видеа за изработка на мандали. Тоа сакав да кажам, бидејќи кај нас ја нема оваа техника. Мислам, не може да ја научите, бидејќи е нова, претпоставувам. Значи, сепак техниката мора да се превземе од интернет, да видите како тоа го прават останатите професионалци, значи да бидете како самоука, да кажам. Меѓутоа, колку време, рековте од времето кога бевме затворени, значи веќе 2-3 години? Да, 2019-та накаде започнавте, така, и се изреализиравте комплетно во времето на короната. Навистина преубаво изгледа нашето студио со овие ваши уметнички слики. Колку време, господјо Марика, е потребно за да излезе едно уметничко дело од вашата работилница, да кажам, од вашите вредни раце? Еве да кажеме, една уметничка слика, ова е голема. Најмногу зависи од димензијата и од комплицираноста на моделите што во моментот ги избирам да ги работам. Обично, еве, колку време ви требаше, еве, за ова? Од 30 до 40 часа ја работам оваа димензија. Значи брзо, така? Ден и пол, 2, ајде да кажеме, или 3, нели? Да. Добро. Во зависност од димензијата. Колку време ви е потребно за овие украси што ги имаме на масичката? Тие се малце помалецки, значи може да се направат и за еден ден? Тие се помали, за 5-6 часа ги работам. Обликот на срце, од каде го набавувате тоа? Тоа се готови производи и јас само ги сликам. Така, значи сликате на готови производи. Имаме тањир, тука имаме за материјалот е од дрво. Така. Тоа се готови производи. Сакав да ве прашам материјалите за мандалата, бидејќи кажавме дека оваа техника ја нема кај нас. Е ново, значи 2-3 години. Сега вие ќе ме коригирате дали сте единствената во Македонија која што слика на оваа техника или веќе има и повеќе? Постојат уште 20-30. Значи сепак се набавува се што ви е потребно од странство. Тука кај нас не може ништо да се купи. Имавте и изложби? Да. Така? 2020 и 2021 имав изложба во Градски парк на отворено. Во Скопје? Во Скопје. Значи, посетеноста беше одлична.
и бев воодушевена од позитивните импресии на гледачите. Тоа беше право уживање, шаранило од бои и од мандали. Имав изложено 50 мандали. Како уметнички слики? Да, или... како уметнички слики. А украсите Солидна ги започнав... бројка. Да. Нели? Да. И мислам дека интересот после изложбите за овие слики се зголеми. Така. Што повеќе сака да купи нашиот народ? Значи, зашто има поголем интерес? Дали за украсите, дали за уметничките слики? Во последно време за украсите сепак се поприступачни и за уредување на ентериерот и секојдневно ги наблюдуваме во дневниот простор. Сепак наблюдуваме мандала. Така. Украси. Што значи кога наблюдуваме мандала? Еве, велите дека е како смиреност, нели, нешто што доаѓа од универзумот. Има ли можеби некоја порака? Дали можеби некоја порака се пренесува со мандалата? Мандалата помага во подобрување на концентрацијата и креативноста. Посебно тоа се случува во изработката, меѓутоа и во наблюдувањето. Значи, кога некој гледа во мандала... Кога изработуваме мандала, ние влегуваме во целосен мир. Се оттргнуваме од секојдневните случувања, од грижите, додека се изработува мандала. Дали е тоа само кога се изработува мандалата или вие имате такво чувство кога сликате, кога цртате и вашите пейзажи, кажавте вашите ружи, уметничка душа сте, ве гледам како убаво пренесувате, убава енергија. Меѓутоа, сепак постои разлика во лично моето чувство во изработката на мандали. Значи, таа смиреност е многу поизразена во сликањето на мандали. Сигурно заради тоа што бара многу поголема концентрација. Зошто е таа поголема концентрација? Поради техниката, заради прецизноста. Да. Сега предпоставувам дека има посебен материјал. Така не се изработува со четка, туку има... Да, има посебни алатки со различна, тоа се приметува и на точките, со различен пречник. Инаку ги користам акрилните бои, што се многу квалитетни. Боите си ги набавувате од нашава земја, само материјалот кој што алатките кои што се потребни за оваа техника. Да, не ми се од тука. Така. Има ли, ми кажавте дека има интерес, сакав да прашам, колку време ви беше потребно да ја совладате техниката на сликање со мандала? Кажавте дека сте самоука, дека од интернет нели си користите информација? Првите мандали, 2-3 мандали насликав на хартија. И кога така и се почнува, така? Така започнав. Малку скептички, не бев сигурна дека ќе го постигнам тоа што го гледам. И па само 10 дена ми беа потребни за да преминам на платно. Да се решам дека можам на платно да го изработувам. Тоа сакав да прашам, значи кога станува збор за уметничка слика, се изработува на платно. Да, сликите се изработени на платно со акрилна боја. Не многу долг период, али тука придонесе сигурно и уживањето при првите мандали што го чувствував. Одлично. Сакав да ве прашам за сите оние наши гледачи кои што се заинтересирани, кои што сакаат да дознаат можеби некоја информација, како да им пренесете можеби некоја техника или некој искуство или можеби да купат некоја ваше уметничко дело, каде може да ве најдат? Присутни сме на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram како Mandala Magic. Исто можам да оставам и број на контакт телефон 076-668-509. Така. Сите оние кои што сакаат да можат лично да ме исконтактираат и не само да купат, туку може за било каков совет, така околу сликањето да си споделите, бидејќи не сте многу луѓе во Македонија кои што претпоставам се броите на прсти од една рака, сите вие кои што се занимавате со оваа навистина преубава техника. Господја Марика, имате сигурно идни планови да споделите со нашата публика, можеби наредна изложба на отворено, да биде малку да биде нели во затворен простор, да биде во некој од овие наши изложбени салони? Планови сигурно дека имам.
бидејќи немам намера да престанам со цртање на мандали посебно. До крајот на летото планирам да организираме исто на отворено изложба во Охрид и до крајот на годината уште една изложба во Скопје. Во Скопје. Да. Се надевам ке добиеме покана да бидеме Секако. ваши Да. гости, нашата камера тоа да го убаво Да. да го убаво регистрира целата ваша уметност. Повелете ја прекинав. Инаку, уште еден план имам и мислам дека ќе го остварам. Имам голема желба да отворам работилница за изработка на мандали. Со желба се поголем број, посебно од женската популација, таа е покреативна, да започне да слика мандали, за да ја види придобивката од сликањето на мандали. Така. Тоа ви е одлична Тоа ми е голема идеја. желба. Да. Секоја желба, доколку сме упорни и доколку си целиме да се Так. оствари, верувам ќе се оствари. Тоа барем е лесно. Вие си го имате веќе знанието во рака, ја имате желбата и тоа претпоставувам и треба ова ваше знаење и искуство да се пренесе на следните кои што сакаат луѓе кои што сакаат да се занимаваат со оваа техника. Имате ли можеби некој совет, некоја порака за крај до сите оние влюбеници во уметноста и во сликањето? Имам совет, да пробаат, да не се плашиме од непознато. Значи нема да сгрешат, во мандалата нема грешка. Нема грешка, тоа Нема грешка. Едноставно ве носи идејата и креирате прекрасно дело. А кога ќе биде завршено, тоа е вистинска придобивка. така е. Господјо Марика, ви благодарам тоа што ова утро бевте заедно со нас, тоа што допатувавте дури од Прилеп утринава за да ни кажете еве нешто повеќе за мандалата, уметност која што е во почеток, можеби во зародиш во нашава земја. Вие сте една од неколкуте луѓе кои што се занимаваат со мандала. Ви благодарам за тоа што бевте наши гости. Ви посакувам среќен пат до Прилеп. Повелете. Сакавте нешто? Јас сакам да ви поклонам еден од моите изработки. Благодарам многу. Ви благодарам за поканата и многу ми е мило што возможивте оваа техника, оваа уметност да ја представиме пред публиката. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.